Доналд Трамп и Џо Бајден влегуваат во својата прва дебата од оваа кампања во која се очекува да им кажат на гласачите дека изборот на нивниот противник би бил катастрофален. Трамп вели дека Бајден ја уништува земјата. Инфлацијата бесне, криминалот е надвор од контрола. Европа е во хаос, Блискиот исток експлодира, Иран е охрабрен. Кина е во јуриш, а овој ужасен претседател не влече кон Третата светска војна. Бајден пак вели дека Трамп ќе ја врати земјата наназад. Целиот напредок и слобода, сите можности се загрозени. Трамп се обидува да ја натера земјата да заборави колку мрачни и вознемирувачки нешта се случија додека тој беше претседател. Никогаш нема да заборавиме. Испитувањето на јавното мислење покажува дека ова е тесна трка што ги зголемува влоговите за оваа дебата, вели универзитетскиот професор Алан Шредер. Мислам дека тоа врши подеднаков притисок врз двајцата кандидати и во однос на можноста што им ја дава дебатата, но и на ризиците. Оваа дебата е единствената по тоа што има и актуелен претседател и поранешен претседател, вели професорката за комуникација на Универзитетот во Пенсилванија, Кетлин Хол Џејмисон. Јавноста е поинформирана и за двајцата кандидати како поединци, со поголема веројатност да знае за нивниот темперамент, нивните навики, нивната диспозиција. Но оваа година, поради возраста на двајцата, постои потреба, дури ако мислите дека знаете многу за двајцата кандидати. Прашањето е дали можете да кажете дека тие се доволно ментално силни за да бидат претседател на САД и дали се доволно ментално стабилни за да бидат претседател на САД. Политичките дебати се место за да се испрати порака, вели политичкиот аналитичар Брет Одонел. Треба простојано да пренесувате порака низ дебатата, но потоа сакате да имате неколку моменти во дебатата кои ќе бидат сјајни. Ако така може да се каже, на кој печатот медиумите ќе обрнат внимание. Ова ќе биде најраната претседателска дебата во историјата на САД, при што ниту Трамп, ниту Бајден не се официјално номинирани за кандидати од нивната партија. На дебатата нема да има воведни изјави и на двајцата кандидати ќе им биде исклучен микрофонот кога не им е редот да зборуваат.